Преку поттикнување на диалогот помеѓу јавниот и приватниот сектор продолжува стимулацијата за развој на приватниот сектор од страна на владата на Република Македонија. Министерот за финансии Кирил Миновски денеска во работна посета на компании во Битола и средби со стопанственици од регионалната стопанска комора со седиште во Битола, претежно представници од градежни компании. Министерот оствари посета на првата македонска компанија за производство на чипс Тиза и компанијата специјализирана за продажба на земјоделска механизација и трактори Хемометал. Представува задоволство да видите на кој начин се пласираат македонските производи, се искористува потенцијалот на земјоделците од регионот на Пелагонија, се преработува македонскиот производ во еден финален производ. Тоа од една страна значи предност заради тоа што се решава проблемот со откупот на земјоделскиот производ, а од друга страна имаме додадена вредност заради тоа што финалниот производ е произведен од македонски компир. Тоа е начинот на кој што треба да ја развиваме вертикалната интеграција во процесот на производство во најголем дел од компаниите кои што се занимаваат со преработки. При посетата на компанијата за продажба на земјоделска механизација и трактори, министерот и сопственикот на оваа компанија истакнаа дека во изминатиот период голем број на земјоделци од овој регион, но и од целата земја ги искористија поволностите за набавка на нова земјоделска механизација. Се покажува дека политиките со кои што се субвенционира набавката на земјоделската механизација, претходно 50-50, а во наредниот временски период 60-40, тоа подразбира 60% учество на државата, 40% на индивидуалниот земјоделски производител, даваат конкретен придонес во примената на современите методи на обработката на земјоделските површини, заради тоа што крајна цел на сите политики кои што ги спроведуваме е зголемување на ефикасноста на земјоделското производство, обезбедување на поголеми приноси за земјоделските производители, меѓутоа исто така и поголем приход на земјоделците. Од 2008 година па се до денеска компаниите како мене и другите компании правевме 60 милиони до 100 милиони промети во Македонија. Сега со програмите за земјоделски субвенции што се од развојот на земјоделието, ИПАРД програмите, сега стигнавме и до 300 милиони промети. Кооперантите, сите фармери кои досега маки маче со стара меканизација која не беше исплатлива, која не е ни конкурентна, ги добиваат опремата и тракторите преку 300 до 500 годишно. Тоа е бројка која што стварно ги одржува во развој и ствараме поконкурентни фирми и задруги во кои што може да се пофалиме, да можеме да вршиме и извоз на наши производи. Миновски исто така посочи дека владата ќе продолжи со поддршка на македонските компании со водење на политика на ниски даноци и помош и поддршка за поттикнување на извозот од Македонија. На средбата со представниците од регионалната стопанска комора, каде најголем дел од компаниите се од градежниот сектор, беа презентирани предностите на голем број проекти поддржани од владата на Република Македонија, а каде има можност за вклучување токму на компании од овој сектор.